Продолжуваме понатаму со второто интервју кое што ни е зацртано за денешното издание на Студио 10 и во второто интервју, впрочем, ќе зборуваме за одбележувањето на еден прекрасен јубилеј кој ќе одбележува 100 години постоење од Аероклубот Скопје и тие низа активности, се што е планирано, се што треба да се направи за, видете, 100 години, тоа и не е малку. Особено за ваква работа, во оваа држава да сте истрајале 100 години на оваа територија, како и да се викава, нема везе. Моите денешни гости кои што ги имаме во студиото, Јане Стефанов и Дејан Саздовски, представници на Аероклуб Скопје. Кога ве прашав како да ве потпишам, така ми рековте. Како сте? Утрински, расположено. Утрински, добро. Ние стануваме многу порано, пошто дел од нашите активности почнуваат многу порано. Сега нас ни е веќе ручек време. Да. 100 години постоење на Аероклуб Скопје. Во тие 100 години, значи би се вратиле некаде 1923-та, дополнително имате и конкурс, условно речено, за фотографии кои што ги собирате, но ајде да одиме соред. За тие кои што не знаат, што е Аероклуб Скопје, мислам, освен самото името што кажува, но дополнително да и значајноста да ја објасниме. Аероклубот Скопје е формиран 1923 година во тогашна СХС, Јужна Бановина, Вардарска. Не е, мислам, сосема не е битно тој политички аспект. На почетокот ја се пошегував веќе со името не. Идеологијата е воздухопловството и од тогаш тие корени во Скопје тргаат. Значи, за волја на вистината, два аероклуба се формирале во ист временски период, и таа иста 1923, едниот во Струмица, едниот е во Скопје, тој во Струмица замрел во 60-те години, но воздухопловството како идеологија од тука трга на овие територии и до ден денеска обстојува Аероклубот Скопје во промена на разни имиња, значи постарите може ке се сеќаваат на Јури Гагарин, беше едно време, зашто Јури Гагарин или беше позната личност од 60 и некоја година па навака, 90 и некоја година е вратено во Скопје, во некоја минатост било Аероклуб Наше крила, значи имало разни овакво, но идеологијата е таја, континуитетот е останат. До тоа време до денеска прекин во дејствувањето на Аероклубот имало само во текот на Втората светска војна, која што немало некои активности значајни. Во 60-тите донесува воздухопловството ренесанса на овие простори. Чак и во светот доживува една ренесанса, значи повеќе луѓе се почнуваат да се бават со овој вид на спорт, подостапен е до нормалните луѓе, поевтин станува, индустријата се развива и така натака. Во суштина целото ова време ние сме еден генератор на кадар, тоест како вирус за младите кои што понатака продолжуваат да се занимаваат со воздухопловство професионално, аматерски и целата таа приказна поврзана со воздухопловство. Единствено нешто за што можеме да се пофалиме сите овие години, 100 години, што имаме извонреден скор рекорд како институција, значи до сега немаме инцидент ајде да кажем, death ratio ни е 0. Што е, мислам, исклучително добро. Што би значило тоа за тие што немаме не разбираме? Немаме ни еден смртен случај предизвикан од луѓето што поминале низ Аероклуб Скопје. Што е реткост во суштина, верувам дека. Во суштина, да, на пример на 10-20 луѓе кои што поминале кај нас, што упадобранство, што во летање, обуки, еделичарство и така натака. Значи имало минорни инциденти, кои што некој ученик скршил, нека знам, тркалата на авионот, ама немало да се повреди сериозно. Чак немало ни многу сериозна повреда. Имало скршена нога во подобранството, имало такви работи, многу ретко, значи еднашка, два пати во 20 години, ама тоа е многу добар за типот на спортот е многу добар рекорд. Идејата да го значи денеска Аероклубот Скопје е прераснат во една модерна институција. Ние оперираме со аеродромот Стенковец, спортскиот аеродром, каде што многу луѓе за викенд знаат да поминат на тој парк, да
ги донесат децата од поблиску да ги видат возугопловните и активности и така натака. Сега сме еден модерен тренинг центар за падобранци Јане, кај што е раководител, обука на пилоти и разноразни услуги што ги даваме од ваздух, влечење банери и така натака. Сето ова накупче вака кога ќе се собере Јане, се чини дека има поприлично многу работа во аероклубот Скопје и дека тоа побарува сериозно време да посвети човек. Па има работа, ама има и професионалци кои си работат својата работа, така да ние функционираме, секој си го раководи својот дел. Падобранството го раководам јас, Давидов го раководи летањето, едрилиците Оливер ги раководи, значи секој си добива својот дел од работата и сите заедно функционираме на тој аеродром. Оно што сакав да ти го кажам е дека ние не правиме конкурс за фотографии. Добро. Всушност ги повикуваме нашите членови затоа што навистина мислиме дека нашите членови го создале клубот и се дел од овие 100 години и сакаме од нашите членови да ни пратат фотографии, да ни исконтактираат и да ни пратат фотографии, да ни пратат нераскажани приказни што можеби ние не ги знаеме. Во нашите архиви постојат сите дневници за што летале, што скокале луѓето, како се собирале, што правеле. Меѓутоа ги немаме оние човечки приказни кои сакаме да ги собереме во овој период и да ги публикуваме, значи да им покажеме на сите каков е духот на аероклубот преку тие приказни. Почнаа да ви даваат, да ви спреќаат? Почна да се јавија веднаш луѓе кои и очекувавме дека ќе се јават, бидејќи верувам и секаде каде што побаравме помош од било која институција во државата, од било кои луѓе од минатото што гравитираат околу клубот, сите се 100% посветени на тоа да ни помогнат и сите едноставно ја разбираат големината на тоа што значи една институција како аероклубот да има еден век постоење. И сега идејата ни е од тие фотографии што ќе ги собереме и приказните да направиме една изложба, да ги публикуваме некако. Идејата ни е да направиме една историја на аероклубот, која веќе се пишува, да направиме монографија да издадете една за 100 години. Исто така една книга за Илинденката, тоа е луѓето има што не знаат дека во Македонија е направено едрилица со високи перформанси која била на светски првенства и така натаму и единствениот воздухоплов што е направен, дизајниран и произведен во Македонија и ние едноставно сметаме дека тоа е наш белег и е белег на овој град. И после изложбата би сакале да направиме еден настан каде што ќе се доделат плакети на луѓе што се заслужни во овие 100 години што дале свој допринос за развој и опстојување на аероклубот. И сето тоа да заврши со еден голем аеромитинг на 16 септември. Веќе датумот ни е определен, така го кажуваме затоа што мора да биде тој ден. Сите акрогрупи се договорени да дојдат тој ден. Очекуваме да биде настан со многу луѓе, значи нашите проценти се дека околу 100.000 луѓе треба да дојдат и направен е голем тим за организација на сето тоа да биде исто безпрекорно, бидејќи како што кажи и Саздо, во нашиот клуб безбедноста е на прво место. Има луѓе и сакам да летам, сакам да скокам, меѓутоа ние се фокусираме на безбедноста и сите тие програми за обука што се направени, се правени 100 години. Значи не е тоа сега сме го измислиле падобранството, него како функционирало, сите недостатоци на тие програми биле отстранувани и на крајот имаме програма која е сериозна. Всушност и мојата ќерка ќе почне оваа година да се занимава со овој спорт, така да верувам како родител. По желба или по предлог? По лична нејзина желба или твој нејзина желба, дојде ми соопшти. Знаете, ќерките се соопштуваат. Потврдуваш? Воздухопловците најчесто не ги притискаме децата наши да се занимаваат со нашата работа, бидејќи што знам, некако
Па ете и мојот син лета, ама не ми е 세едно, како да ти кажам. Да. Може би затоа што премногу информации имате за тоа што може да се случи вака, да би немале. Да, има, ти све има, родител као родител. Тоа е. Значи, вака, гледачите мораме да им кажеме 2-3 информации што се многу битни. Аеромитингот ќе биде 16 септември. Ќе се одвива неколку дена. Град Скопје со јавното градско предпријатие ќе се уклучат со транспорт на патници од Скопје да ги донесат до аеродромот. Бидејќи сега се ова почитоци, но ќе биде многу голем одзивот до 16 септември, многу акрогрупи ќе има, многу ќе биде забавно. Воздухопловството премногу луѓе привлекува, ќе има регионално дојдено луѓе. Значи, од сега мораме да збориме дека најдобар транспорт да се стигне до аеродромот ќе биде со автобус градски, кој што ќе биде најверојатно ќе одлучи градот дали бесплатен или некоја символична. Што би се рекло да ги оставите возилата и автомобилите дома? Да, значи тоа што од сега мораме да почнеме да го трубиме да не се случи да се закрчи цел тој аутопут према Косово. Значи, тоа ни е една од поентите, а другото све ќе биде супер забава и супер безбедно и интересно за најмладите највише, но и за возрастните се разбира. Што значи аеромитинг? Вака, во аеромитингот има два битни дела. Едниот дел ќе биде статичен дисплеј, очекуваме да дојдат сите пријатели од регионов, да не бидувам со бројки, очекуваме до 500 воздухоплови да стигнат. Значи, ќе може да видат еден куп мали авиончиња, кои што се приватни, клубски, школски и така натака, кои што ќе бидат на аеродромот и можат сите граѓани да ги видат од близу. Летачкиот дел ќе биде од воздухоплови хеликоптери, скокање падобранци, летање едрилици, летање акробатски едрилици, на крај завршување со летање акробатски авиони, налик на овие Red Bull сигурно сте ги гледале и така Air Race, такви авиони ќе бидат, тие ќе изведуваат акробации, ќе биде супер атрактивно. Имаме програма со джетови, значи джет акробатски авиони, тоа се оние малце војни авиони, па ќе пробришуваат групи и така натака. И на крај ќе заврши со еден воен дел кој што ќе има војни воздухоплови, како војни хеликоптери ќе покажуваат своји можности. Програмата не е завршена до крај, бидејќи чекаме од многу субјекти потврди. Значи, некои можат, некои не можат, посебно од војскиве, но е во правец да секако ќе биде атрактивен и супер шоу, ама ќе биде програмата јавно ќе биде објавена на нашата веб страна по повод овој настан skopje.aero. Така ја, skopje.aero. И уште два пати ќе се видиме во твојата емисија за да ги кажеме сите детали. Нема проблем. Последно таму септември за да го најавиме официјално почетокот на аеромитингот. Исто така, покрај сите овие активности што ги правиме, ние повторно си продолжуваме со нашите нормални, да речеме, секојдневни активности. Почнува обуката за падобранство сега на 6 март. Сите што се заинтересирани може на нашиот сајт aeroclub.mk да си пополнат пристапница и до 6 март да почнат да ќе бидат исконтактирани и ќе почнат со обуката за падобранство, потоа ќе следат и обуката за едриличарство и нормално цело време има обука за пилоти на спортски авиони или PPL, што ја викаме Private Pilot License. Така да ние си продолжуваме со нашата работа и плюс ја прославуваме оваа година со се што можеме да направиме аероклубот, да го подготвиме за наредните 100 години да биде подобар. Не сме се деја, ако стигнал 100 години со две светски војни, со пандемија и слично. Две балкански. Плюс 2123 и не баш така далеко од денешна перспектива. Дали е ова значаен јубилеј не само за нас, за Македонија, тоа е јасно дека е значаен, бидејќи 100 години да опстане одредена индустрија при сите премрежја и генерално незаинтересирано со страна на државата низ годините за многу работи, дали ова значаен јубилеј и за регионот зборуваме? Значи вака, регионално Аероклуб Скопје 1923 година е формиран и финансиран од сојузната влада во Белград. Значи, тоа да не се лажеме, тогаш било СХС, Срби, Хрвати и Словенци. Они финансирале за волја на вистината и по некое чудо, купувањето на авионот
одело со сојузни пари, бил купен, скопскиот авион бил купен од Франција и некако недостасувале пари за да се купи за Белград. Како тоа се случило, не знам, но прво стигнал во Скопје, после некое време стигнал во Белград. И тоа е чудо кое што и српските книги историски го пишуваат дека така е. Како македонците добија Прво авион добија и така. Значи, тоа е вака една интересна декнода од тоа време од историјата. Иначе, во Белград порано бил формиран аероклубот. Нивните активности биле од порано почнати. Немале авион, ама имале активности, имале љубители и така натака. Имало воен дел кој што веќе функционира, војска со воздухоплови што функционирала, но овој цивилниот дел е малтене зачетокот тука негдека. Сега вака посветени на историјата, многу време посветуваме да читаме за историјата и вакви некои приказни излегуваат кои се многу интересни. Се споделам една само. Во 1926 направен првиот скок во Скопје. 926 со падобран, нели? И требало скокнале 5 падобранци, требало да скокне и една падобранка која била сопруга на познат кафанџија во Скопје, Милојко што се викал. И тука во книгата беше тоа представено дека за незе едноставно снемало падобран и оставено простор да се види дека кафанџијата Милојко кој знае колку частел за да снема падобран за сопругата да не може да скокне. И вакви некои приказни, вакви некои раскази од тоа дека слетал авион во Вардар или како се летало на Зајчев рид или како полетувале од партизанска некои жирокоптери, тие се дел од една наша историја, една градска историја и тие сакаме да ги добиеме од луѓето. Затоа што тука се гледа со каков ентузијазам и каква љубов спрема воздухопловството луѓето пристапувале кон ова летање. Летањето секогаш било магија. Можеби 100 години подоцна нас ни е многу лесно затоа што јас си го купувам мојот падобран, го купуваме авионот и правиме нешто што веќе пред нашите предходници го изгазиле патот, не само преку обуките, и него сите правила во оваа дејност се напишани со крв, велат. Затоа што секогаш ќе се случи некоја несреќа, па учат од несреќата, па донесуваат правило, процедура како да се избегне таа. И сега сме после 100 години доведени во ситуација кога тоа е доведено на ниво на некоја безбедност, која да не се лажеме, не е ова пеење во црковен хор, така. Меѓутоа е доведено таму каде што е прифатлив ризикот. Например, има една приказна која што е многу сакам вакви гости што се надополнуваат сами себе. Значи има една приказна што е многу битна. Например, во Дебармало, Пуј каде што се наоѓаат. Добро. Тука била столарска работилница на мајстор Каргов, што нема врска со оној Каргов што беше по Народна банка. Да. Која што уствари дрвените едрилици и авиони ги поправале. Сега, ние од таа фамилија немаме ништо, никаков контакт, наследници ово она, кои што може би да имаат нешто наследниците денеска, или некоја приказна, или нешто документација. Ако слушате, да им се обратите. Значи, аероклубот има многу документација, да не се лажеме, имаме ние книга која што, 2 книги уствари моментално се прачу, имат огромен меѓународни овој, како се вика, факти и така натака, но секоја една приказна што би дошла до нас би значила многу за таа историја, да речеме 100 годишна сега да ја запаковаме и да се рестартираме, да идеме дале. Понатака. Дека историјата не е само службен весник, книги за летање, да е историјата и како луѓето го доживеале тоа. Така е, така. Одлично. Во фотографиите кои што ги добивате до сега, да речеме, и кои што очекувате да ги добиете, дали имате одредени изненадувања, например, нешто за што не сте знаеле или нешто вака кога ги навидувате фотографиите, да согледате работи за кои што не се знаеле дека постојат или дека конкретни луѓе и доаѓале таму? Најчесто сега сме во позиција кога ги гледаме фотографиите, кој беше овој, тој беше, так, стрелка Иво Антов,
Стрелка некој друг, Стрелка и овој кој беше, па мислиме, па прашуваме друг, па некој постар ќе исконсултираме, па таа година бил, не бил, па така забавно ние сега се забавljаме секој ден. Например, кои што многу кратко време се користеле, кои што не сме ни знаеле дека биле користени. Има една дата база во Србија која што кажува што све е доделено на Македонија или тогаш во СХС што све е дојдено тука. Но сепак има изненадување на слики, изненадувања. Значи на Зајчев рид дека на пример се обучиле 1000 луѓе. Значи тоа е една импозантна бројка. Зашто ние дневниците ги имаме на пример од 45-та година навака, дневниците што се летало, кој летал и така натака, некои рекорди реални. Али од пред тоа сварно рекордите се многу штури, многу малци. Добро, дали имате нешто да додадете во ова прво гостување годинава? Мислам дека за прво гостување добри сме, да. Ви благодарам и на двајцата за издвоеното време, особено за споделувањето приказни, затоа што мислам дека на крајот тоа е тоа што останува за сите нас, да ги прераскажуваме приказните, да ги запишеме некаде, бидејќи... Тоа е многу битно за нашата држава. Приказните да останат негдека запишани за идните генерации, да имат на што да темелат својата љубов кон државата. Така. Благодарам многу, Дејан, Јане, и се гледаме. Почитувани, останете со нас, ние се префрламе сега на темата поврзана со наука, инженерство, технологија и математика, веднаш по рекламниот блок.